Почитувани, буџетот за 2019 година изнесуваше 3,7 милиарди евра. Беше за 300 милиони евра поголем од претходниот составен од истата влада, а за 700 милиони евра поголем од последниот буџет кој го креираше владата на ВМРО ДПМН. Денес расправаме за ребаланс на најголемиот буџет во историјата на Македонија, заради тоа што оваа влада успеа да реализира капитални инвестиции од само 28,2% и заради тоа што се докажа дека буџетот за 2019 година бил нереален, напумпан и полн со шарени лаги и ветувања. Испадна дека вие и со најголемиот проектиран буџет досега, минус крадењето од претходната влада, според вашите обвинувања, не успеавте да реализирате ништо од ветеното. Затоа сега ретерирате, но не можете овој пат да го обвините ВМРО ДПМН, а за жал, не можевте ниту да ги казните министрите одговорни за оваа катастрофална нереализација во буџетот. Покрај подписот на министерката и нејзиното експозе на првиот ден, на Комисијата за финансирање и буџет таа присуствуваше само нецели 2 дена, па морам да ја изразам мојата загриженост и незадоволство по однос на нејзината недоволна ангажираност за овој, како што и самата го нарече, нејзин прв и најзначаен документ. Ја немаше ниту вчера, ја нема и денес. Може би смета дека е доволен само нејзиниот подпис и експозето. Ова е игнорантен однос кон сите пратеници, а посебно кон пратениците од мнозинството кои ќе гласаат за и кои силно се борат тука да одбранат нешто што не е за бранење, а што прво треба да го брани министерката и барем да не слуша. Во понеделникот по втор пат ја слушав одбраната на министерката за овој ребаланс на пленарната седница и ништо ново не чув, освен дека со ребалансот ќе се врателе повеќе пари кај граѓаните и дека ќе се зајакнел приватниот сектор, што е далеко од вистината. Годината има уште неполни 3 месеци, а ние од економија не видовме ништо и покрај тоа што владата се уште и доста надежно го протажира својот нереален оптимизам за 2019 како економска година во Македонија. Имено, владата ја ревидираше стапката на раст на 3,5% од првичните 3,2%. Во услови кога земјите од регионот растат со многу повисоки стапки, владата оптимистички ни се надева дека ќе ги достигне овие 3,5%. А само за подсетување на јавноста, истата оваа влада ветуваше просечен раст од 5% во текот на мандатот. Она што ни дава за право да се сомневаме во реализацијата на предвидениот економски раст, се успорувањето на германската економија, особено во делот на автомобилската индустрија, воведувањето на заштитни привремени мерки за увоз на одредени производи од челик за земјите кои не се членки на ЕУ, трговската војна на САД со останатите земји, како и неизвестноста околу Брекзит. Но ова се, да речеме, фактори кои што не зависат од оваа влада. Затоа, како фактори кои што зависат од оваа влада, а кои што негативно влијаат врз македонската економија и нејзиниот пораст, ќе ги споменам. Прво, историски најголемиот пад на странските директни инвестиции во првата половина од 2019. И наместо да се фалите со ланските 312,76 милиони, треба да се срамите што за истиот период од лани вие денес имате пад на странски инвестиции за цели 257 милиони евра. Второ, катастрофалната реализација на капиталните расходи, која наместо да беше досега 400 милиони евра, изнесува 120. И трето, институционалната недоверба поради коруптивните скандали и неизвестната даночна политика поради промената во соодветните ресори. Понатаму, тековните расходи за плати и надоместоци, субвенции, трансфери и социјални трансфери се зголемуваат за 69 милиони евра за сметка на капиталните расходи кои се намалени за 53 милиони евра. Ова е доказ дека оваа власт нема капацитет или не сака и не е заинтересирана да ги води институциите и да ги инвестира средствата во капитални проекти
гасификација, болница, училишта, градинки, туку истите ги инвестира во исклучиво популистички мерки. Во прилог на ова мое тврдење, ќе ја споменам само мерката за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување. Оваа мерка само статистички ќе ја покачи нето платата, а ќе ја чини државата цели 120 милиони евра. Пари кои многу подобро би било да се искористат за капитални расходи, за зголемување на продуктивноста на македонската економија, како и за поддршка на македонските извозни капацитети. Со оваа мерка, реалниот износ кој го земаат вработените ќе остане ист, а фирмите кои исплаќаа пари на рака, сега истите ќе ги исплаќаат на трансакцијска сметка од вработените, но без да им платат придонеси. На овој начин ќе се притисне приватниот сектор да ги зголемува платите на вработените во услови кога продуктивноста реално опаѓа. И едно клучно прашање кај овој проект: кои и чиви фирми ќе ги добијат овие субвенции? Ако владата на вистина имаше намера повеќе пари да завршат кај граѓаните, тогаш ќе ги намалеше даноците и другите давачки и со тоа автоматски кај граѓаните ќе остануваа повеќе пари. Наместо ова, владата ги зголеми даноците, акцизите и придонесите и сега преку популистички мерки пробува да креира теза дека наводно се грижи за граѓаните. Сега ќе се осврнам на кратењата кои што ги има испланирано владата со овој ребаланс. Се крати на локалната и регионалната конкурентност во областа на туризмот 142 милиони денари, на финансиска поддршка на инвестициите 200 милиони денари, на технолошко-индустријските развојни зони 100 милиони денари. Министерството за образование и наука крати на поддршката за ромите, квалитетот на високото образование, основното и средното. Нема проекти, нема најдобри училишта. Се крати и на регионалните центри за стручно образование и обука. Во високото образование се крати на универзитетите во Тетово, Гоце Делчев во Штип, Мајка Тереза, Универзитетот за информатички технологии во Охрид, изградба на Факултет за информатички науки, компјутерско инженерство и Факултет за физичка култура. Бирото за развој на образованието крати на развој и подготовка на наставни програми, а се крати и на Државниот просветен инспекторат. Веќе трета година поред оваа влада ги крати средствата од Министерството за образование и наука. Оваа година се скратени вкупно 218 милиони денари во ставката инвестиции во образованието, што значи 218 милиони денари помалку за изградба на основни и средни училишта, реконструкција на ученички домови, а најголемо кратење има за изградба и реконструкција на студентски домови. Во целосна сума, најголемо кратење има во високото образование, 329 милиони денари, а за основното образование има 147 милиони денари помалце. Додека сум кај образованието, морам да ја повторам состојбата со основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Ова е едно од најстарите училишта во градот, кое што датира од далечната 76-та. Во 21 век е пред комплетно распаѓање, а владата на Социјалдемократскиот сојуз со изминатиот ребаланс за 2018 година го усвои мојот и амандманот на колегата Манојловски за реконструкција на покривот на ова училиште. До ден денешен истото не е реализирано. Јас и колегата Горан и овој пат поднесовме амандман, но овој пат баравме да се издвојат средства не само за покривот, туку и за фасадата, оградата и училишниот двор. Бидејќи чекајќи владата да го реконструира покривот, во меѓувреме условите за нормална настава се сведоа на субстандардни, а не на европски, за какви што се фалите дека тежнеете. Преку 1000 ученици од сите националности во ова училиште, заедно со вработените, секојдневно се изложени на ризик од тоа покривот да се сруши врз нивните глави. За жал, нашиот амандман не ни стигна да се разгледува на комисијата, што значи дека учениците, вработените и нивните родители ќе останат и оваа година во страв дали нивните деца ќе поминат без повреди. Да продолжам понатаму.
Агенцијата за млади и спорт со продолжениот ребаланс ќе добие 41,5 милиони денари помалку. Министерството за информатичко општество и администрација крати на информатичко општество, Марнет, информацијски и комуникацијски технологии и развој. Министерството за култура крати на заштита на културното наследство, археолошки локалитети, природното наследство и промоција на истото, антички театар Скупи, конзерваторскиот центар во Гостивар, музичка дејност, одржување на објектите од областа на културата, меѓународна соработка, европски интеграции. Министерството за здравство крати на е-здравство, кинеска медицина, амбуланти во рурални подрачја, општата болница во Кичево, клиничките центри во Скопје и Штип, лекови и медицински средства, трансплантација, здравствена заштита за превенција од туберкулоза, заштита од СИДА, куративна здравствена заштита, болничко лекување за пензионери и социјални категории, радијациона сигурност, квалитет и акредитација на здравствени установи и нивна медицинска опрема. Или поконкретно за здравството. Од Управата за електронско здравство се кратат 1.080.000 денари, што значи наместо да се надградува системот за електронско здравство, оваа власт ќе не врати на здравствените книжки. Значително се намалуваат средствата за изградба на општата болница во Кичево. Биле предвидени со буџетот за 2019 136 милиони денари, за сега да се предвидат само 21 милион. Се намалува и буџетот за изградба на нови клинички центри во Скопје и Штип. Со буџетот беа предвидени 587 милиони и 375 илјади денари, за сега да се скратат 382 милиони и 475 илјади денари. Се намалуваат средства за бубрежно болните пациенти во износ од 2 милиони денари. За 2 милиони и 300 илјади денари се крати и на здравствената заштита за превенција, и тоа во делот на мерки за спречување на туберкулоза и заштита на населението од СИДА. Министерството за локална самоуправа крати на администрацијата, интеграцијата во Европската Унија и прекуграничната соработка. Комисијата за односи со верските заедници крати средства, а купува возила. Се крати и на Бирото за регионален развој. Судската власт крати на Академијата за обуки на судии и обвинители. Народниот правобранител има зголемени средства, но се крати на механизмот за граѓанска контрола и механизмот за правата на децата и лицата со попреченост. Се крати на заштита и спасување, а пожарите станаа наше секојдневие во изминатиот период. Ние имаме 2,5% помалку работници во индустријата во јули оваа година во однос на јули минатата година, а реалниот БДП во првиот квартал на 2019 е паднат за 211 милиони евра. Минус 2,2% е падот на продуктивноста во Македонија. Додека владата се фали дека имаме зголемен број на вработени, во исто време продуктивноста драстично се намалува. Што тогаш работат овие ново вработени, штом просечната продуктивност по вработен се намалува? Владата на Заев во исто време ги зголемува трошоците за плати и надоместоци и со ова признава дека ќе врши нови вработувања во државната администрација. Токму ваквите непродуктивни вработувања ја намалуваат просечната продуктивност по работник и развојот на приватниот сектор и на инфраструктурата во Македонија. Исто така, со овој ребаланс, најголемо намалување на средствата за капитални расходи има во делот на железничката инфраструктура. За околу 22 милиони евра се намалуваат средствата кои беа планирани за инвестиции во железничката инфраструктура. Со ова уште еднаш се потврдува дека оваа влада имаше лажни ветувања во својата реформска програма, каде меѓу другото ветуваше почетна фаза на изградба на нова пруга од Крива Паланка до Деве Баир, електрификација на пругата Скопје-Кичево, реконструкција на пругата Велес-Битола, реконструкција и модернизација на железничките станици долж коридорот 10 и 10Д и така натаму. Нема ништо од овие ветувања, а ниту абер дека ќе има во скоро време.
Дали е целта на владата да ги колабира и железниците на Македонија и да реализира уште еден бонбона бизнис? Дали истото ова се планира и со брзата помош и домашната поседа, а наскоро и со целото јавно здравство? Што се однесува до субвенциите за земјоделците, околу 70 милиони евра од последните неколку години се уште не се исплатени, а не се исплатени ниту дополнителните мерки кои им беа ветувани на земјоделците. Токму затоа земјоделците секојдневно протестираат, а им се придружија и полицијата и армијата, здравствените работници и наставниците, културните работници. Нема ден да нема некој протест по улиците на Скопје, а владата ни вели дека блескаме. Морам да ги споменам и младите, кои уште позабрзано се иселуваат изминативе 3 години, а токму Заев беше тој кој ветуваше враќање на младите во Македонија. Напротив, тие уште позабрзано си заминуваат од Македонија, следејќи ги поразителните младински политики и стратегии. За жал, добивме и млада министерка за финансии, која што и самата изјави дека ќе работи на тоа да ги задржи младите во Македонија, но со ваков ребаланс како старт на незината министерска кариера, не само младите, туку и сите останати ќе ја напуштат Македонија. Заминуваат заради тоа што ги плаши неизвестноста во државата, неизвестноста која што не им гарантира никаква иднина. Заминуваат и тешко дека некогаш ќе се вратат. Тоа е она што оваа влада им го возможи, живот, но за жал надвор од Македонија. И ова е, почитувана јавност, во кратки црти, мојот осврт за ребалансот на буџетот за 2019 година, од кој што се надевам дека ви стана јасно зошто нема да ја добие поддршката од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Имав поднесено вкупно 45 амандмани за овој ребаланс, кои се однесуваа за Гостивар, Врапчиште, Тетово, Брвеница, Маврово и Ростуше, Дебар, Јегуновце и Теарце. За жал, ниту еден не беше усвоен. А и да беше, прашање е колку реално ќе се реализираше, имајќи го во предвид оној за реконструкцијата на покривот на основното училиште Гоце Делчев, кој што лани се усвои, но не се реализира. Овој ребаланс немаше слух за локални и регионални патишта, за заштита на животната средина, за изградба на спортски терени и нови градинки, за водовод и канализации, за култура и здравство, за образование и за сите реални потреби на жителите од крајот од кој што јас доаѓам. Не видовме ништо од оваа влада изминативе 2,5 години, за да се надеваме дека ќе видиме во преостанатата и последна година на незиното владење. Тоа е реалноста во Македонија денес, на прагот пред долго очекуваното добивање на датум за отпочеток на преговори за влез во Европската Унија. Да се добие датум, значи да се биде сериозен и подготвен за многу работа. Оваа влада дефинитивно не сака да работи и да создава за граѓаните. Затоа, ниту евентуалниот добиен датум не може да ги избрише сите криминали и нереализирани ветувања кои што ни ги приредивте изминатиот период. Добиен или не, датумот обврзува на работа, на честност и на грижа. Вие овие карактеристики не ги поседувате и затоа е време да си заминете од власт и да оставите на волјата на граѓаните кому ќе му ја доверат за да работи и да се грижи за нивната иднина. Волјата на граѓаните која што многу пати наназад ја погазивте, сега ќе ве погази вас на следните парламентарни избори, колку и да ги избегнувате и да ги одолговлекувате. Избори се ближат, а се ближи и крајот на оваа неодговорна, криминална и рекетарска власт. Ви благодарам.